Спортско радио 90 за Пирка 3 во континуитет сме насочени кон тоа што се случува во светот на спортот. Имаме различни информации што ги лиферуваме, а неретко дека одреден тренер или екипа се случува со голем проблем во ростерот од играчки аспект, затоа што главните звезди или некои што има значена улога се повредени. Веќе може да претпоставите во наредните минути на што ќе се насочиме. Малку специфична тема, но верувам за доброто на сите спортисти што и не следат на програмата на Спортско радио 90 за Пирка 3, сите рекреативци, но едноставно на сите луѓе во престолнината. А тоа е да внимаваат на здравјето, а за сето тоа покрај редовната нели добра исхрана треба да имаме и активност на телото. Не можевме да одбереме подобар соговорник во нашите простори од фитнес тренерот Бојан Биков. Прво, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро е најдов. Голема прво благодарност за сите слушатели и голема благодарност до вас за поканата за ова интервју. Колку ние сега ќе имаме проблеми со колената, рацете, нозете, што сме во ваква седечка позиција, но најмалку 20 на минути? Па, во 20 минути не е проблем, али секојдневното седење со сати и така со години, нели седечката работа, дефинитивно многу влијае на состојбата на телото и на сите тие болки и повреди што се јавуваат во вратот, рамениците, долниот дел од грбот и колената и колковите. Така да, тоа е многу најчесто да речам најголем проблем на денешницата во однос на телото. И сега во цетата мешаница збрка да се реализира се што е предвидено од работен аспект, домашен и така натаму, сите мораме да одвоиме одредено време да го негуваме нашето тело. Затоа се на некој начин и функционални тие фитнес центри. Вие доаѓате од АТГ. Ево само кратко, што значи каде? Значи, вака, ATG е американски систем на вежбање. Доаѓа од човек, мислам го има создадено човек што се вика Бен Патрик. Во скратеницата значи Athletic Truth Group и во превод мислам се вежба на сила и мобилност и флексибилност на целото тело за да биде што поатлетски, нели во самата име, значи атлетска група за вистина, значи да биде што поатлетско и што поотпорно на надворешните и внатрешните сили, односно тоа значи на сите тие болки повреди да се врати во оптималната, односно најдобрата состојба за него. Можам само да кажам дека за системот моментално прави револуција и во фитнес индустријата, као рекреативниот фитнес, но и во спортската подготовка на спортистите од сите спортови, бидејќи голем, како што кажа, голем дел се соочуваат со повреди, џабе имаат талентиран најдобар играч, ако не на клупа е повреден, и гледаат дека ова функционира и го применуваат во нивните програми за спремање, така да дефинитивно зема голем замав и интересното е што кај нас во Македонија сме првата единствена ATG сала во светот моментално која што имаме. И многу сум тренирал и странски спортисти, доаѓаат тука се чудат како ова го имам Скопје, Македонија го немам у Шпанија и Германија, ја викам едноставно јас бидејќи го препознав пред 5 години, си ја зададов таа мисија, ова дека треба да се шири, дека Скопје ќе биде центарот за тоа и као за Европа и моментално тоа се остварува, така да е многу, мислам, голема цел. Моментално имаме две локации, едната е во Козле, таа ни е главната сала, и на друго место во аеродром држиме термини неколку со ATG тренинзи. Имавте ли некои спортисти од нашиве што биле кај вас да санираат одредена повреда или можеби претходно барале совет за подготовка? Да, дефинитивно. Значи сум работел со фудбалскиот клуб Вардар, сум работел со кошаркарскиот тим ТФТ и Феникс. Сум индивидуално сум работел со доста спортисти од тенис, од кошарка, фудбал поготово и од многу други спортови. Имаме доста трчачи, маратонци, полумаратонци. Мојот ортак е и национален првак во триатлон. Значи имаме и триатлонци, така да доаѓаат многу луѓе и рекреативци и спортисти и можам да кажам сум тренирал и професионални атлети на високо ниво. Сега скоро имав фудбалер што играл во Лестер
во Премиер лига во Англија и он беше пријатно изненаден од целиот систем и како на вежбање и како функционира, така да тоа сум имал и кошаркар кој што играше за нашата репрезентација, Джейкоб Вајли. И он се чудеше, значи има играно во клубови, не знам, Зарагоза, Реал Бетис, Валенсија, Германија има играно, сега моментално во Австралија, и вика го немам ова таму, во тие земји, го имам тука во Скопје, вика која е иронијата буквално. И он дајаше секој ден. И вика како не ти дајат луѓе поише и поише. Јас бев као треба време, знаеш, да го препознаат и тоа моментално се случува. Имаме се повеќе спортисти кои што се заинтересирани да дојдат. Одите во Чекор со времето, колку што разбрав, дали тоа подразбира и нова опрема, нови простори, можеби друг вид во тие тренинзи? Да, мислам тренинзите се стандардни. Ние ги подобруваме условите за нивна испорака со нова опрема. Не, значи салата за ATG изгледа многу поразлично од класична теретана и од класична сали што ги викаат се да функционален фитнес, е малку специфична, си има своји детали. Имаме дел што е стандардна опрема што се користи, имаме дел што е специфична кој што во некои случаи треба да рачно изработена и е малце има различна цел на користење. Така да изгледот на салата е различен, за тие што се заинтересирани може да отворат на нашиот Instagram профил или Facebook ATG Macedоnia. Скоро ставивме видеа од како изгледа салата. Дали работите поединечно, групно, со повеќе тренери или имате некаква програма со еден тренер? Но што е да се насочат тие што нас слушаат сега и сакаат да дојдат таму? Да, значи имаме опции за буквално за секого. Имаме групни термини, каде што тоа не се подразбира дека доаѓаш и вежбаш ти истото што го вежба групата, него дека повеќе луѓе вежбаат одеднашка. Секој кој што ќе дојде, си вежба на своје ниво, своја програма. И на еден начин пристапот пак е индивидуален. Ново група, бидејќи има еден или најчесто се двајца тренери во козлена смена, во поголемиот дел термините, таму работиме од 6 часот сабајле до 10 вечер и сега моментално и за викенд и сабота и недела пократко работно време. Но секој си доаѓа, си има своја програма во однос на неговата цел и си работи на таа програма на негово ниво со тоа што тренерот е тука да го води. И ако има 10 души, нели тренерот е посветен на тие 10 души. Тоа се групните термини. Во индивидуалните тренинзи, таму може имаме опција 1 на 1, каде што тренерот е целосно посветен на вас 100% од времето и во однос на вашата цел. Имаме 1 на 2 и 1 на 3, бидејќи некогаш има луѓе кои што сакаат, не знам, се играат во исти клуб или се нешто сродство, фамилија и сакаат да дојдат заедно индивидуално вежбаат, имаме опции за нив. Третата опција која што нудиме за луѓето кои што се надвор од Скопје или живеат подалеку е онлайн тренинзи, каде што и таму не е само да даеме програма, него имаме програма со видеа со вежбите, но најбитен момент е коучингот, односно тоа што имаме тренер кој што ве води и ги прегледува вашите видеа како изведувате формат. Чи има програма, си се работи, човекот се снима, ни праќа видео, ние го прегледуваме, му враќаме назад, значи дали треба нешто да коригира, дали треба нешто да поправи и ако има некаков проблем, некаква болка или нешто се јави како не му е јасно нешто, значи одговараме на секакво прашање во рок од 24 часа. Така да онлајнот ни е така покриен и буквално имаме опции за секого и во однос на термини и во однос на тренинзи, финансиски и така натаму. Каде може да се пријават? Телефони, место каде што може да дојдат? Значи како што реков имаме локации во Козле и Аеродром. Сакавме да ги покриеме нели Карпош, околина Карпош и Аеродром, двете главни населби во Скопје. Може да ме најдат значи на Instagram, Facebook, значи ATG Macedоnia и телефонот го има на Google, ако пишете ATG Macedоnia искача. Има и локацијата, така да можат слободно да најдат. Имаме и наш вебсайт atgmacedonia.com, каде што има исто податоци во однос на овој систем на вежбање. И сега околу повредите, од како ќе се случи, пример кај спортист или еве нека биде и рекреативец. Пожелно е да дојде кај вас, вие правите прегледи за да се направат вежби или прво мора да оди на специјалист, лекар, па тој дава препорака да се санира повредата без хируршки зафат.
Каква е процедурата? Да, значи процедурата е секогаш дека треба да се консултира со медицинско лице, специјалист во таа област, бидејќи ние не сме медицински лица, ние сме фитнес тренери, значи не лечиме, ние помагаме во процесот на излекување со вежби. Значи доколку се деси некаква повреда, он треба да отиде на лекар, на доктор и он да му каже нели колку е сериозна повредата, дали треба хируршки зафат или не. Од таму, значи доколку му даде препорака дека може да заврши физикална и да прави вежби, чим заврши со физикална, почнува да вежба кај нас. Во случај на операција, на хируршки зафат, тогаш ја завршува операцијата, прави физикална и после физикална може да почне со вежби. Додуша и се случува и додека да ја направи операцијата, например му закажат за месец дена, ние можеме да почнеме со вежби, бидејќи така колку толку ги зајакнуваме мускулите и после опоравокот е многу побрз, после самиот хируршки зафат. Така да јас викам нека вежбањето во секој случај ќе помогне. Дали се прави операција, не се прави, пред, потоа, мора да се вежба според мене и во секој случај ќе помогне за да се врати телото во не само во нормална состојба, него појако и пред да се биде повреден. Веќе повредата настанала поради некаква слабост. Ние мораме сега да го вратиме телото во појака состојба пред да биде повредено. Значи да видиме таа слабост, да ја процениме и да ја зајакнеме за во иднина да не се повтори повредата и да нема никакви други проблеми. Диков, кога ви доаѓаат луѓето што сакаат таму, посебно тие што имаат болки и така натаму, на кој дел најмногу се жалат на тело? Што страда најмногу на телото? Рацете, нозете, грбот, таа мускулатура? Број 1 дефинитивно е колена. Број 1, број 2 е долниот дел од грбот, односно кичман или народски кажано. Трет би го рекол све друго рамења и врат. Тоа е така бидејќи гравитацијата доаѓа од доле и првото нешто што е точка на прекршување е коленото. Значи ако земете значи телото, првата точка кај што има највеќе сила и се прекршува е коленото, потоа иде грбот. И како што кажав, поради седечкиот начин на живот, таа неприродна позиција на згрбавување нанапред во сточе ствара многу голем притисок на долниот дел од грбот и на горниот вратот и рамениците и затоа имаме, кој што ви рекол Бен, човекот што го има направено ATG, као епидемија имаме на болки во грбот, вратот, рамениците од седење и колената, бидејќи исто се во фиксна позиција од 90 степени цел ден и потоа ако идеме да правиме некој спорт или некаква активност, се често се случува, не знам, или еве сезона на скијање, ќе отидеме, јас сме седеле со месеци, често се случува таа повреда, но за среќа имаме решение, тоа е докажано многу пати со нашава програма, дека со вежбање, доколку седиме 8 сати, не значи дека треба да вежбаме 8 сати секој ден. Доволно е 3 пати неделно по 1 час, за да се нулификува тој негативен ефект од седење и доколку има веќе постоечки повреди, болки, да се врати телото, како што кажа, во оптимална, односно најдобра состојба и да се решат тие проблеми. Кој вежба повеќе? Машките или женските? Мислам дека процентуално имаме повеќе машки, но гледам дека горе-доле тука се балансира, ама рекол као 60 со 40, 70 со 30, така, тоа зависи и од системот на вежбање и не знам, пилатес на пример има повеќе жени. Така во бодибилдингот, као во класична теретана, има повеќе мажи. Кај нас е нешто, да речам, тука негде балансирано, но би рекол дека има малку повеќе мажи. Може би наредно прашање ќе биде интересно и за слушателите. Се слабе или со фитнес? Ова е една од најчестите поставени прашања. Дефинитивно, но тоа мора да биде искомбинирано со добра исхрана и квалитетен сон, за да се слабе и моментот е било која физичка активност да ја правите, значи ќе слабеете, али најбитна е исхраната, би рекол, и сонот, бидејќи ние да вежбаме, ако јас потоа не јадам како што треба и не спијам како што треба, се лачи повеќе хормон за стрес, кортизол, кој што складира повеќе масти и не дозволува да се опоравиме.
Така да џабе ќе биде се нулификува ефектот од вежбањето доколку нема добра исхрана и сон. Буквално и да пешачам и да јадам кој што треба и да спијам кој што треба, јас ќе слабеам. Моментот е што со овој систем бидејќи се вежба и сила, силов тренинг, не е како во теретана, значи да качуваме ептен без потребна мускулна маса, него качуваме доволна мускулна маса за нашите потреби, тело да биде цврсто, да биде здраво и да изгледа атлетски, она што нели најчесто го посакуваат луѓето да изгледаат. Се качува мускулна маса која што троши повеќе калории, потоа и во седење, и во мирување, и во најнормално движење и помага побрзо да се согоруваат калории, побрзо да се ослабе. Така да би рекол дека дефинитивно доколку се запазат сите тие три точки, редовно вежбање, сон и исхрана, дефинитивно секој може да ослабе со било која физичка активност. Вие им подготвувате режим на исхрана? Или не е задолжително? Значи, ние даваме генерални совети во исхраната и генерално како треба да изгледа еден план за исхрана. Сите знаеме што не треба да јадеме. Тоа што не јадеме. Да станеме некој на улица да прашаме, ќе ни одговори на тоа. Потешко е контролата при тоа да не се јаде и тука даваме совети за како да имаме таа контрола. Во однос на точен план за исхрана, соработуваме со нутриционист, бидејќи јас сум веќе 15 години во фитнес индустријата, имам познавање и све, но не можам да кажам дека сум стручен во нутриционизмот. Ја ги знам основите и така натаму, но за точен план за исхрана соработуваме со нутриционист, за секој кој што сака да има според неговата цел или некои здравствени проблеми, да си работи со него. Другото, како што кажав, генерално можеме да дадеме совети. Така, вие бевте активни и надвор од центрите што ги имате. Една убава мисија за повозрастни луѓе. Да. Од каде дојде идејата и каде ја реализиравте ја? Па, така лето имавме доста активности и ортакот мој Иван стапи во контакт со човекот кој што е негов домот за стари лица Феникс и им дојде идеја како некоја соработка да направиме, бидејќи како што кажа, нашата програма е за секого. Значи буквално може да помогне и за повозрастни луѓе од 60, 70, 80 години. И онлайн сме имале доста 80 годишни кои што од одење со бастун се вратиле во нормално одење без бастун. Но е за спортисти, за млади, за деца, за спортистите да имаат поголем физички перформанс, поголема отпорност на повреди. Така да од таму ни до идејата дека окей, дајте да споделиме нешто и со повозрастни, да направиме нешто да помогнеме бидејќи можеме, да им дадеме неколку совети за нивната старост да биде по-лесна и по-убава. И така дојде идејата да направиме таа соработка. Направивме два семинари, еден во нивниот центар што е во Козле, Капиштец, Капиштец, и другиот во Кисела вода, и трето направивме, имаше Европска недела на спортот, имавме уште еден како ковар семинар во парк со нив и беше супер да се сподели така знаењето со нив, па да направиме некаква промена. Да им дадете малку повеќе мотив како да задржува телото на таа возрастна група, спомна 80, а која е минималната возраст што може да дојде да биде активна во вашиот фитнес центар? Па, сум вежбал луѓе од 7, 8 и 9 години, имаме моментално и тенисери од тениски клуб кои што доаѓаат на 9-10 години. Би рекол 6-7, веќе 7-8 години тука може да се започне, бидејќи вежбите што ги правиме се природни, како да речам со сопствена тежина најчесто кај нив, се истите природни движења од чушнување, лазење, висење и така натаму. Да, и на апарати или користиме некои алатки, да, со тек на времето, но со нив ете почнуваме со тие вежби и дефинитивно влие добро, поготово децата бидејќи уште од најрана возраст почнуваат со седење. Рачунајте, од 7 години имаме 9 години основно, 4 години средно, 4-5 години факултет, соберете ги тие. Потоа имаме работа што после тој факултет најверојатно е седечка, голем процент, и се случува тие проблеми. Затоа доколку се почне најрано, телото може
цело тоа седење буквално нема никаков негативен ефект врз него. Јас сум личен пример, бидејќи од мал сум се занимавал со спорт. Ете сум седел, не сум имал никакво искривување на грбот, не сум имал никакви проблеми, до ден денес немам. Така да дефинитивно би препорачал вежбање за нив и најчестен мит што го слушаме, нели, влијае на растот доколку се вежба. Тоа е мит, како што кажав, за родителите најчесто го комуницирам тоа со нив. Вежбањето може да придонесе само за растот, бидејќи при вежбање се лачат хормони за раст и тестостерон, поготово во пубертетот, и не влијае никако на растот кога се прави контролирано. Збориме, не креваме максимални тежини едно повторување. Значи, ако детето може да крева тежина лесно и 10 повторувања и да е со тегови, нема никаков проблем. Не е тоа се екстремни случаи кај што дури им го стопираат пубертетот вештачки со хормони физиолошки за тој да остане низок, на пример за олимпијада или во гимнастика, олимписко кревање на тегови, за да добие некаква предност. Ама тоа се екстремни случаи и тоа не се случува во регуларното вежбање. Буквално е исто како трчање и како играње фудбал, и вежбањето е исто. Така да тоа сакав да го напоменам, дека со вежбање може само да се подобри и тој раст да биде здрав и правилен, отколку детето не смее да вежба сега. Буквално и мене тоа ми го вика кога бев 15 години кога почнав да вежбам, и јас си извишив годината кога почнав да вежбам 20 сантима си извишив наредната година и сум имал доста деца, 9-10 години кои што сум ги тренирал, сега имаат 12, се повисоки од мене. Така да не е научно ни докажано тоа е само еден мит, како што кажам, муабет што го пуштиле, дека децата се намалува растот при вежбање, баш напротив, може да го стимулира. Така е, практично со ова последното што го проговорим малку, треба да биде и почеток за дел од младите што не следеа денеска и што еве им да фрливте одредени моменти како магнет за да дојдат да бидат активни кај вас во вашиот фитнес клуб, нели, кој рековме го има на 2 локации. Ние вежбавме гради во овие 20 минути, нели се интензивно и верувам колку толку нешто изанулиравме од оние негативни моменти. Бојан Тиков, фитнес тренер, гости на Спортско радио 90,3. Јас ти благодарам што одвои простор и време да бидеш тука со нас. Ја користам приликата да ви пожелам среќни новогодишни и божични празнувања. Ви благодарам истото и на вас и многу ми е драго, бидејќи го имам слушам ова радио во кола и сега да сум тука во студиото е, мислам, голема чест и големо задоволство. Така е, благодарам уште еднаш.